Веќе споменав и во првото линковско вклучување дека ќе имам идеална можност од блиску и на лице место да ги запознаеме младенците од галичката свадба што се одржа минатата година 2021 година. Токму се наоѓаме на лице место кај црквата Свети Јован Крстител. Она што е обичај за младенците во годината потоа, нели на овој 22 март и да ги запалат свеките, оние свеки од црква. Токму се наоѓаме до мене, нели се тие Катерина Илиевска и Филип Бундовски. Ви благодарам прво што ни дозволивте да присуствуваме на овој вака значаен чин за секое семејство. Нема проблем, фала ви. Да. Сега, одиме со ред. Значи, прво како беше овој брачен живот во овие колку 5-6 месеци, колку што сте, нели, од како помина галичката свадба? Всушност ние сме 3 месеци заедно живееме, претходно го средувавме станот. Добро се уште се учиме еден на друг, ама кој што вика Филип, си го сркаме медот се уште. Да. Што да им кажеме, се помалку свадби, се повеќе разводи, некако не знам, луѓето се плашат да влизат во брак или како? Како да работите? Па не знам, од лично искуство треба да се бидеш сигурен во тоа што си го правиш. Да, си се согласуваме, си се разбираме, нормално си тераме се на смеење, на шала, на смеа, така да... Така полесно е. Така е полесно, да, доста полесно е. Така. Да. Татко ми велеше дека треба на почеток да знаеш дека жената се слуша во бракот. Не знам дали ја знаеш таа лекција. Ја знам. Тешко некако ми беше да одговорам, ама ја знам. Значи добро е. На утро кога ќе ме види нерасположена, само ќе ми рече извини за секој случај. Да, однапред. Така, ајде сега се враќаме на галичка свадба. Всушност како одеше процедурата се? Како вие стигнавте да видите младенци? Ај подобро јас да го зборам тој момент затоа што сум галичанец, нели се знам со галичаниве. Во принцип се следат работите, значи затоа што сепак иако сите живееме надвор од Галичник, куќите ни се како викендици на некој начин. Пак се комуницираме, контактираме, се следиме, значи и во принцип се знае кој побарал, кој кого побарал и така натаму и така натаму. И така дојде муабетот и така дојде муабетот, ни предложија, значи дали сакате да бидете оваа година. Тоест не оваа минатата година, значи уште пред минатата година. Да, уште пред минатата година, дали сакате, разговаравме, сакавме. Нормално, цел живот ја се гледав некако како главен учесник на галичка свадба. И така почна се, со тоа што пред минатата година поради ситуацијата, целата таа ситуација, немаше некој начин да се исконтролира организацијата, се одложи, се откажа. И оваа година, 2021, повторно на некој начин се договоривме за да правиме галичка свадба, да. Невесто, што беше волшебниот миг од таа галичка свадба? Што ќе памтите за цел живот? Цела галичка свадба ми беше онака, ќе ја паметам до крај на живот. Ама еден момент, можеби највпечатлив ми е со прстенот обичајот, кога он треба да дојде на конј, да го гледам низ прстен и нели ги кажувам зборовите, без он да ме види. Мислам дека тоа ќе ми остане онака момент што би го одбрала. Цел живот. Да, цел живот. Филипа, вие? Целата галичка свадба некако као целина, значи едноставно како што почнуваш во петокот вечерта од кога почнува тоа галичкото културно лето, значи до неделата си под некоја еуфорија, значи едноставно не можеш да одделиш некој момент специфичен, обичајите нормално, јас цел живот ги пратам тие обичаи, малку некако специфично мене најомилен обичај ми е тоа канење на мртвите каде што се оддава почит на предците. Покрај целата таа веселба и свадба си има и некој респект, значи кон твоите корени. Да, и воопшто, значи самата организација, сите околу тебе што се и учесниците, значи се трудат да ти биде, значи едноставно убаво и пред камера и позади камера. Значи едноставно се трудат до неделата да ти биде феноменален тој викенд, така да она целокупната самата атмосфера е неопислива, незаменлива, да. А другари, другарки кои што доаѓаат, пријатели или кои што доаѓаат како учесници, и тие се дел од целата манифестација? Да, со тоа што нема сега дека сепак е манифестација, нема нешто канење како на пример во ресторан Граѓанскиве свадби, ама кој сака значи може да се облече, се сноѓаме со носи нормално, сега тие се автентични носи, не се многу лесно достапни, да, па и за носење, да, ама и достапни не се многу. Кој може да се снајде со носија, значи слободно и си гостите што ни беа пријатели, роднини, кои сакаш да се облече, се облече.
Освен овој делот со канењето на мртвите, нели, кој е другиот дел, да речеме, имаше ли некакви генерални проби, има ли некој таков момент? Може би сега во нашата ситуација генерално немаше. Имавме, значи, недела, 2 недели пред Галичник јавање со коњи. Чисто пробно, сепак е конј животно, што мора малку да му го имаш осетот. Да, имавме тоа, ние двајца и кумот, малку да се навикнеме на тоа, да не ни изненади нешто нормално. Припреми немаше, со режисерката постојано бевме во контакт, значи со сценарија и така натаму. Јас имав еден, баш кај тој обичај канење на мртвите, имав еден малку поодговорен дел каде што јас сум во гроплан пред камерата, каде што треба да исцитирам некои работи и сакаш нели нормално дека се тоа оди во живо, гледаш да нема грешка, да нема утки баш. Така е. Некој забележител. Така е. Катерина, знам дека таа носија баги тежи, нели? Баш ка што е лето, баш ка што има луѓе, баш ка што има народ, баш ка што ти си во фокусот на вниманието. Како да работите? Имаше ли трема? Имав трема додека не облечам носијата. Кога облеков носијата сите ми велеа, многу е тешка, издржи, меѓутоа јас кога облеков не осетив тежина. Сцен додека на крај на свадбата не седнав, онака ја осетив таа тежина. Иначе многу со лесно ја носев, онака ми помина за миг цела свадба. Не ми беше воопшто тешко и немав никаков напор, не осеќав. Супер, одлично. Под еуфорија кога си онака среќна. Мислам, у тој момент не може ништо да ти биде онака тешко кога сакаш нешто и со желба го правиш. Така е, да. Младенци на вистина убав ден. Не знам, убав е за сите, веројатно, да. Но еве вие како ќе го одбележите денешниот ден, освен ова, нели, обичај кој што треба да се однесат цвиките и да догорат тие овде во некоја од црквите. Што ќе правите вечерва? Поканивте ли гости? Што ќе има на трпеза? Па не знам што ќе има се уште на трпеза, меѓутоа со најблиските ќе го поминеме овој празник. Што ќе има сепак ќе оставам на нашите родители. Они ќе бидат задолжени. Помогнат. Да. Иначе секако само во најблискиот круг ќе бидеме. Ви ќе станат подготвен, Филип, за себе што одговорна Катерина? За себе беше одговорна Катерина, јас помагав доста. Ама она си беше одговорна, подготвена, да. Така е, да. Сега што, освен да ви покажам, да ви посакам долг заеднички живот и уште никаква порака за сите оние кои што можеби се уште се двоумат дали да влезат во тој брак, нели, затоа што сите велат не, тамо е лошо. Додека ако го најдеш правилниот човек, пак ќе го цитирам Филип, кога ќе стапиш во брак ќе си викаш да знаев дека е вака, порано ќе се земеме. Да. Баш така, значи цело време тоа го зборам. Да знаев дека е вака убаво, порано ќе те земев. Да, нека не му ја мислат многу. Да не му ја мислат. Тоа би им порачал, да. Нека не му ја мислат многу. Ете, одлична е оваа порака, значи не му ја мислете многу. Еве, вие ќе бидете можеби следните оние кои што на лица место овде, нели, или во некоја друга црква ќе бидете оние кои што на лица место заедно ќе ги запалиме тие свеки за младенци. Уште еднаш срекни младенци за сите оние кои што го слават, а вам долг заеднички живот и многу деца, како велат. Благодарам.